Јас лично морам да кажам дека по неколку години застој во проширувањето кој создаде еден опасен вакуум кој почна да се исполнува од третите страни и интересите од некои други кои сакаат да ги задржат државите од овие простори надвор од членството во Европска унија и НАТО за оние кои што го одбра тој пат, конечно да можеме да ги видиме позитивните поместувања и повторно да го видиме фокусот на Европската унија, Европската комисија, што е уште поважно и на Европскиот совет, како совет кој ги содржи сите држави членки, повторен фокус на подрашјето на Југоисточна Европа и свеста за тоа дека понатамошно проширување, односно консолидација на Европската унија, секако го вклучува и членството на сите наши соседни држави во Европска унија. Се разбира, секоја држава на тој пат се соочува со различни предизвици, секоја држава е на различен степен кога станува збор за напредокот кон Европската унија. И во име на Хрватска и во свое лично име сакам да ја поздравам одлуката со која се препорачува отварањето на преговорите за Македонија и за Албанија, и Хрватска од своја страна ќе направи се што е можно за да го забрзаме овој процес и како Македонија и Албанија за да можат што побрзо да ги започнат преговорите за пристапување во членството. Хрватска силно ја поддржува политиката за проширување која е заснована врз основа на сопствените заслуги, односно на заслугите на секоја држава поединечна, која е темелена на строго и правилно вреднување и условување и ставање фокус на клучните прашања. За напредокот во процесот на проширувањето најважни се резултатите во подрачјето на владењето на правото, реформата на правосудството, борбата против корупцијата и организираниот криминал, безбедноста, основните права, демократските институции, реформата на јавната управа, но и во подрачјето на економскиот развој и конкурентноста, јакнење на регионалната соработка и развивање на добрососедските односи, исто така се важни алки на процесот на проширување. Важно е извештајот за проширување од оваа година да укажува на потребата за вложување на поголеми напори во најчувствителни подрачја, вклучувајќи го процесуирањето на војните злословства и расветлување на судбината на исчезнати лица во државите кои беа зафатени со војна, а исто така и за потреба за создавање на конструктивна атмосфера за надминување на наследството од минатото и помирување. Како што е нагласено во стратегијата за проширување на Европска комисија од февруари 2018 година, отворените билатерални прашања мора да се решат пред влегувањето во Европската унија. Извештајот покажува патоказ на кандидатите и потенцијалните кандидати за членство во Европска унија. Го поздравуваме напредокот кој сите држави од овој простор го направија во изминатиот период и повикуваме и охрабруваме да продолжат со реформите бидејќи тие се во најголем интерес на нивните граѓани. Денешната дискусија беше навистина искрена и би кажала дека основната порака која ја носиме е она што го истакна и председателот на Европскиот совет господин Туск, а тоа е пораката дека ако постојано живеете во минатото, не можете да живеете за иднината. Значи, стојам на тоа дека главната вредност на процесот Брдо Бриони е иднината на секоја од нашите држави, но иднина на безбедноста, просперитетот и подобриот живот за сите граѓани на просторот на југоистокот на Европа, но исто така и иднина на Европската унија која со тоа ќе биде по-силна, по-просперитетна и која конечно ќе биде целосна.